генерално тоа е шокот за кое дело уствари ми стигна решение за сторен прекршок. Ова ми е често поред таква розова пликца. Кога ми стигна на врата, инстинктивно го стави во купчето со другите. Тек после пладне, после вечерта дознав ствари за шо е, кога ми се јави, ја ми рекла, видели шо ти стигна. Прво сум изненадена заради тоа што одлуката за овој прекршок е донесена на 12.12.2017 година, што значи сега пред еден месец. На решението стои рушење на јавен ред и мир, односно недолично однесување, дерење, викање и така натаму. Јас се разбира, не го прифаќам тоа. Прво затоа што бев еден од осмислувачите на тој протестен настан. Друго, затоа што ништо од тоа не беше недолично однесување. Значи, за да воопшто се разбереме што збориме овде, треба прво малце да го раскажам денот. Значи, денот беше, прво почна со 4 девојки кои што беа облечени во барок. Барок, колку што е ова што се случува во Скопје, што се случуваше барок, толку и ние бевме облечени во барок, значи така квази барок. Што беше една сатиричен коментар на архитектурата во Скопје, и подоцна акцијата цела заврши со влез во театар комедија, со протестен настан во театар комедија, кој што го викаат упад, меѓутоа не е упад, затоа што сите 30 на 40 души кои што бевме таму, кои што учествувавме во протестниот настан, уредно си купивме карти. Сега, за внатре во комедија, представата Лисистрата беше рекламирана и декларирана како кабаре представа. Во својата суштина, јас како театарски човек, знам дека кабарето во суштина подразбира постојана комуникација со публиката. Најчесто еден церемонијал мајстор ја води, или мајсторка во случајот, ја води представата и многу често напати, повеќе пати во представите, церемонијал мајсторот бара одредена реакција, секогаш комуницира со публиката. Јас бидејќи претходно ја гледав представата, прецизно го осмисливме тој настан, бидејќи имаше момент во представата во која што после 30 на минути церемонијал мајсторката Јелена Жугич или Лисистрата ликот ја замолува публиката да направи селфи за потребите на сцената. И сега претходно кога ја гледав јас представата, практично никој не изреагира. Во театарскиот јазик тоа се вика пропала сцена. И сега сакавме ние да не пропадне сцената, нели, следниот пат. Така што се обидовме да и го пак театарски да кажам да ја изиграме сцената. Сега начинот на кој што ја изигравме сцената беше повеќе коментар за нејзиното партиско учество во целата таа културна сцена. И не беше поентата за рушење на јавен ред и мир како што сега може да се види од решението, туку беше активна, ние бевме активна публика која што беше прозвана и одговори на позивот да се слика со церемонијал мајсторот. Сега се сликавме ние со амблеми на протестирам, на тогашното протестно движење, и веројатно познавајќи ја и Јелена Жугич, тогашната раководителка на театарот, а и целата констелација на општеството во која што се наоѓавме тогаш, повеќе беше навредувачко за нејзи и за нејзиниот партиски ангажман содржината на нашата реакција. Нашата реакција беше мање више во рамките на она што се очекуваше од зрела театарска активна публика која што оди на кабаре, публика која што знае како треба да се однесува на кабаре. Она што е тажно е тоа што во суштина актер со толку годишно искуство кое што ја превзема улогата да биде церемонијал мајстор, не може да се носи со реакцијата на публиката ако не му се допаѓа и просто излегува од сцена 20 секунди, го нема, ја немаше значи од сцена
и се врати со нејзиниот приватен телефон и почна да не слика и објави на Facebook дека сме дно публика. Сега ова е грубо кажано што се случи таа вечер и во суштина навреда е кон целиот концепт на протестот да се нарече ова недолично однесување, затоа што ние имаме, јас лично имам, па и Македонија како општество има традиција долгогодишни протести и ние знаеме точно што значи протести на кои што се руши јавниот ред и мир и протести што се осмислени да не може да се дефинираат како рушење на јавен ред и мир. Ова е еден од тие протести и јас решението не го прифаќам и ќе го обжалам со сите процедури што ми следуваат по закон.